Добро утро и од мене по утринската, знаете, следува магазин. Денеска ќе имаме адреналински разговор, односно мојот соговорник може да се пофали дека е европски шампион во мотоциклизам. Неговата љубов со моторите започнува некаде 2017 година, но во 2023 започнува и официјално со трките. Зошто и како претходно не можел да вози, ќе ни каже и самиот, најмногу од финансиски причини, но како и да е, денеска си го остварува сонот и има уште многу работи кои што му се на неговата листа за освојување, но како и да е, навистина е на нова спортска гордост на Македонија, би рекол. Станува збор за штипјанецот Петар Мијалков. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, добро е најдов. Голем поздрав до гледачите на Сител телевизија и голема благодарност до тимот на Сител телевизија што ме поканивте да бидам ваш чесен гостин и да ви ја раскажам мојата тркачка приказна. Така, интересна е твојата приказна и тркачка, ма и животна, би рекол. Нели, како не се откажуваш од работите кога не може да се случат. И денеска тоа ќе биде една убава лекција дека упорноста, но и работливоста секогаш се исплаќа на крајот од денот. Кој е Петар? Може ли така некако да почнеме? Кој е Петар? Како би се опишал себе си? Петар Мијалков, како да се опишам? Човек што многу сака мотори. Од секогаш? Од секогаш, да. Од дете? Од дете. Уште од многу мал. Моторите ми биле страст од дете. И ете тоа премина во професионална љубов. И можам да кажам дека првата моја трка никош нема да ја заборавам. Тоа беше адреналин, возбуда и страф во исто време. Страф од што? И во тој момент сватив дека ова е мојот пат. Аха. Предходно можеби имаше дилеми или не беше толку свесен веројатно? Па не беше толку сигурен дека можам да се најдам баш таму и да успеам во овој спорт и да го достигнам врвот во само 3 годишна кариера. Така. Да, всушност и професионално се надпреваруваш само 3 години, ако може така да кажеме. Што значи прва трка кога се застанува на писта и кога треба да се надпреваруваш во однос на ваков адреналински спорт? Спомена страфот, што страф? Каков страф? Страфот од многу фактори. Страф од пат, страф од... Да. Бидејќи застануваш на старт со преку 30 надпреварувачи, за прв пат не е вообичаено. Веројатно е многу различно чувството кога си возиш сам. Да. И кога околу тебе има толку многу... кога возиш на улици и кога си на трка. Така. Се учи и тоа, предпоставувам. Да. Имаш ли ти, да речам, тутор, тренер, коуч, некој од кој што впиваш искуства, некој кој што ти дава совети, како треба, кои се, нели, веројатно многу мали финеси и деталите те прават да се разликуваш од останатите и те прават шампион на крајот денот. Да, искрено тоа едноставно бара многу тренинг, многу работа. Да, сум бил и на некои курсеви, но треба тоа што го правиш, треба многу да го сакаш за на крајот на денот да имаш успех. Искрено треба да го имаш во себе, за да можеш да стигнеш до овој резултат. И не треба да се откажеш веројатно кога... Да, кога ти е најтешко, не треба да се откажеш. Имamo, предпоставам, такви моменти? Па искрено, ова година беше најубавата, но и најтешката за мене. Падови, повреди, технички проблеми со моторот, но и неверојатни победи. И искрено ви кажам, кога е најтешко, не треба да се откажеш. Да. Успехот ќе дојде. Сам. После најтешкото доаѓа најубавото, нели, како викаат. Во моментов гледаме дел од снимките кои што ни ги испрати од трката. Вака, кога ќе се гледаш сам на видео, си се доживаш дека тоа реално си ти, дека ова е Петар, оној кој што, нели, пред само неколку години имаше многу пасија за мотора, денеска веќе се надпреварува? Искрено да, и горд сум на тоа што го гледам.
Ги повторуваш по неколку пати? Да, имам камера и си ги гледам сите трки, и си ги снимам сите трки, и си ги гледам грешките. Овде можев покасно да закочам, овде можев порано да отворам газ и така натаму. Така да, добро од подоцна, нели, добро да се прават тие анализи веројатно за нели секое следно учество да биде подобра. Да, пред секоја трка, пред секоја нова патека се прават анализи, се гледат видеа, се гледат точки на кочење, се гледат влез на кривини, излез на кривини, за да биде полесно, да ми влезе полесно во главата стазата. Така, веројатно претпоставам дека секоја трка е едно ново искуство што е дополнителна лекција за наредните трки, нели? Да, секоја трка е ново искуство и секоја трка е нов лимит и така натаму. Но кога веќе го достигнеш лимитот, тогаш треба да бидат да биде се под контрола, моторот, телото, умот, и тоа едноставно е веќе еден баланс помеѓу ризикот и контролата. Така. Сега официјално ти си БМО европски шампион. Да, БМО. Сега што значи ова БМО? Во овој спорт има цело време некои скратеници. БМО источноевропски шампионат. Аха, источноевропски шампионат. Како Петар стигна до тоа да биде шампионат? Што се требаше да поминеш? Да победиш, да освоиш за официјално да ја имаш ова титула? Па, ова година имам околу 18 трки и имам многу повреди, што малку ме закочија да станам малку полесно шампион, и мораше мојата шампионска титула да се одлучи баш во последната трка и баш во последните 3 круга. До последните 3 круга не бев шампион. Последните 3 круга поминав 4 мои колеги и така успеав за 2 бода да станам шампион. Тоа е многу мала разлика. Тоа беше многу мала разлика и многу голем притисок, но никош не се откажува кога ти е најтешко. Тоа се неколку секунди разлика од брзината? Дали само брзината е клучна? Искрено, во мотоспортот не е само брзината клучна. Многу е битен фокусот, смиреноста и менталната сила. Заклучи во овој спорт дека умот ми е најголемата опрема и најважната опрема. Како го тренираш? Да. Умот? Тоа се тренира, не е тоа за еден ден, тоа се тренира секоја трка, секој тренинг, круг по круг, и така едноставно стануваш подобар и посконцентриран и помирен и пофокусиран. Предпоставам дека треба и физичка кондиција, физичка спремност. Дали тоа значи дека паралелно од возењето на терен го одржуваш своето тело и физички во теретана, или имаш одредени тип на тренинзи? Да, физичката активност и дава чекор напред, значи секојдневно се тренира, секојдневно се вежба, секојдневно се сега почнувам со мотокросот, почнувам да тренирам со крос. Имам во Штип, направивме стаза и можеме таму да тренираме. Сезоната заврши за тркачките мотори. Сега почнувам со мотокрос и мора секојдневно да се тренира за да се дојде до ваков успех. Мора да бидат сите работи вклопени во една за да има на крајот успех. Така, предпоставам дека концентрираноста и онака чистата мисла во глава дека се едни од клучните работи кога си на терен. Меѓутоа, те фаќа ли притисок и паника во одредени моменти? Како ја перцепираш патеката пред тебе кога си на терен? Искрено, на трка само гледам да сум фокусиран, смирен и да бидам брз. Да, тоа ми е во глава, да не правам грешки. На трка сум со резерва, со мала резерва. Како се постигнува тоа? Што ти влијае, што се ти влијае и има врска во односно твојата сталоженост кога си на трка? Тоа се постигнува со многу тренинг и многу вежбање. Тоа не е од еден ден, тоа се постигнува круг по круг, трка по трка. Фактички тоа е едноставно искуство и тренирам и работам секој ден да бидам подобар од вчера.
Предпоставам, како што рече, се сеќаваш на првиот мотор, но сигурно се сеќаваш многу добро и на првата трка, која што спомена дека си имал, нели, страф и паника. Дали таа е клучна кога ќе се помине тој чекор, да речем како приемен испит, значи ако ја поминеш првата трка и подоцна се чувствуваш дека тоа е за тебе, ќе продолжиш понатаму или па можеби би се откажал дека тој спорт, односно трките барем не се за тебе? Па не, од една трка не можеш баш да се одлучиш. Требаат неколку трки за да разбереш дали си за таму или не. Мада искрено јас уште од првата трка сватив дека тоа е мојот пат. И дека сум баш за таму. Каква беше конкуренцијата? Со кого се имаше можност да се надпреваруваш? Беше единствено од Македонија или? Па од Македонија мислам дека сме четворица, но конкуренцијата во мојата класа е најголема од сите класи, бидејќи има околу 90 пријавени надпреварувачи во цела сезона, а 58 се активно надпреваруваат и стварно беше многу тешко да се... Таа е силна конкуренција. Многу силна конкуренција. Нашата класа и многу е тешко. Пример, во нашата класа, кога возиме квалификации, многу е тешко да направиш брз круг, бидејќи е многу гужва. Во секој круг мора да претекнеш 1, 2, 3 мотори за да можеш да направиш брз круг. И, фала му на Господ, успеав да ми се оствари сонот и го завршив овој шампионат како шампион. Така, сега за да стигнеш до тука, што се и кои се трки требаше да ги поминеш? Па ова година имам вкупно околу 18 трки извози. Низ цела Европа. Се возеше Чешка, Унгарија, Грција, Турција, повеќе држави. Хрватска. И каде беше најголем предизвик? Најголем предизвик беше во Истанбул парк на легендарната патека F1. Таму бев за прв пат и таму ми беше најголем притисок, бидејќи таму беше и мојата колега кој што ми беше најголемата конкуренција во бодови и искрено таму ми беше голем предизвик. Втората трка успеав да завршам во генерален пласман на третата позиција од шофери кои што, да не речам, преку една недела си на таа патека и тренират секој ден, а јас за прв пат направив многу добар резултат во Турција. Која е твојата најголема конкуренција? Кој е овој противник кој што велиш дека е најсилната конкуренција? Харун се вика, дечкото од Турција, и тој заврши втор, тој е вице шампион. Тој ми беше најголема конкуренција ова година, со него се, да не кажам, гоневме цела сезона. Ме интересира, надвор од трките комуницирате, споделувате искуства со конкурентите? Па баш конкретно со конкурентите не. Со конкурентите не, а? Не, ама имаме 90% си сум во добри односи со сите мои колеги тркачи и си комуницираме нон-стоп, се дружиме на секоја трка, се дружиме. Се нормално. Така да, тоа ме интересираше како велат како боксерите, дали само рингот е конкуренцијата, а надворот тоа нели вие може да бидете многу добри колеги, затоа што на крајот денот сте колеги. Немаме ништо лошо, значи немаме некои си лоши намери да се туркаме во трка или било кака. Кој е подобар, за мене, кој е подобар, тај треба да победи. Така. Предпоставам дека си бара многу време спремањето, нели, околу сите овие трки, приватни обврски и така натаму. Колку си резервиран во однос на сите останати обврски кои што ги имаш пред трките? Колку успеваш да се организираш и да се координираш? Дали се осврнуваш само на тренинг за трката? Искрено да ви кажам, тоа ми е еден од најголемите проблеми, затоа што јас сум цело време во минус со времето. Видејќи имам фамилија, имам дете, 2-годишно дете, имам приватни бизнеси, мобилара, имам фирма која што работам по кафулиње, дискотеки, носиме мраз, афети и тоа е се на мој грб. Морам сите тие работи да ги обавам, да ги завршам, па ако остане време за тренинг, тренирам. Ако не... Ако не... Ќе тренираш во мобилара. Ќе тренирам со салфети и со мраз. Може и така. И тоа е тренинг, и тоа е физичка работа. Апсолутно, апсолутно. Ќе раскаже ми твојата
приватна страна, па пак ќе се вратиме на моторите. Велиш дека поради финансии за жал немаше можност предходно да имаш мотор, да возиш и така натаму, оставен сам на себе си, односно без било каков бекграунд и помош позади тебе. Која е таа твоја приказна која што луѓето не ја знаат, а била навистина предизвик да се помине за денеска да може да уживаш, да речем, во благодетите на целиот тој труд? Па да ви раскажам. На 18 години заминав во Италија. Работев таму. Тоа значи одма после средно? Да, одма после средно. Тука не ни проба да работиш, сакаше на страна? Се запишав на факултет. Бев на факултет како 3-4 месеци и сватив дека не сум за таму. Заминав за Италија. Каде во Италија? Во Пијаченца. Тоа е близу до Милано, на 70 км до Милано. Заминав таму, работев 2 години во Пијаченца, беше супер, окей. Парли италијано? Па мото. Потоа се вратив во Штип, во мојот роден град. Пауза правев како 2 години, потоа заминав за Германија. Што работеше во Италија? Во Италија бев дистрибутер и разнесував панели за сончев солариум. Како дистрибутер. Работата ја најде додека беше тука или замина целосно сам или кај некој познат пријател? Кај познат, кај братучет, кај мој братучет. И потоа се вратив, правев пауза како 2 години, па заминав за Германија. Таму исто работев. Повторно кај некој познат или овој пат сам на себе целосно? Овој пат беше сам на себе. Стварно? Да, сам на себе. Како се одлучи зошто баш Германија? Па имав таму еден пријател кој што ме повика, дојди ќе најдеме работа, најдовме работа. Океј, бев и таму 2 години, се вратив во Штип, спечелив нормално финанси. Отворив фирмата во 2016, мислам дека беше, за салфетки и мраз. Дистрибуција сламки носиме по кафичи, по дискотеки, по ресторани. Потоа во 2018 ја отворив мобиларата, Mobile Zone. И вете, сега ми е окей, работам двата бизниса и тоа е тоа. Претпоставам дека големо искуство стекна во Италија и во Германија, барем во однос и на работните навики, но и нели што значи онака да си сам на себе, за да се одржуваш буквално во секој поглед. Кои се лекциите кои што овие европски земји ти ги дадоа? Па искрено во тие години беше окей да бидеш сам на себе. Беше интересно стварно. Но потоа веќе кога останав скоро 4 години, ми почна да ми фали фамилијата, другарите, кругот на луѓе и решив да се вратам во мојот роден град. Така, да не ти фалат луѓе за местење салфети? Па, ако Одреже имаме кандидатка за тоа. Може, не е проблем. И ми фалат луѓе за вадење на мраз. И за вадење на мраз, тоа тешко се наоѓа. Ладно име, претпоставувам. Ладно е, да, ладно е. Вие го произведувате мраз? Да, имам машини за мраз. Колку овие идеи се должат на, барем мене ме асоцира, на твоето искуство во Италија, бидејќи Италија е место каде што нели ресторани, кафичи, кафулиња тоа функционира многу. Дали можеби оттаму ти беше идејата? Не. Идејата ми беше од еден мој другар. Работеше шеф беше во еден кафич и ми кажа ајде почнеме нешто да работиме. Заедно почнавме, после тој си се тргна на една страна, јас на друга страна, јас останав и така. Така. Интересно. Интересно, да. Да, од работните искуства како најголеми лекции во Италија и во Германија што би земал и како животно искуство. Би рекол имаше можност малку да ги уживаш овие две земји или реално беше постојано со работа? Си го зацрта дека во Италија уживав, да ви кажам искрено, во Германија не, и истото животно искуство е кога ти е најтешко не треба да се откажеш, беше ми стварно многу тешко и таму. Германија? Во Германија, бидејќи таму имам работено во најдолгото работно време ми беше 21 сат. 21 сат? Да. Сум работел по 13, по 14, по 15 сат. Тоа зборуваме на две различни места? Не, на едно место. А на едно? Да. Стануваш за 5 часи работиш механички. Умот ти спие. Тоа дозволено ли е во Германија? Се е дозволено. Па каде се тука правата на работниците? Како? Каде се правата на работниците? Или како викаат? 8 до 10 часа или како? 8 до 10 часа, но тогаш бевме стварно во голема гужва и моравме да завршиме еден објект. Аха. И
немаше работни права и работевме до макс. Значи и тоа може да се случи дури на вакво место каде што правилата функционираат. Свати дека не си за надвор од Македонија, нели? Да. Зошто? Свати дека не сум. Мислам, поради кој момент? Поради моментот дека таму си цело време странец, значи те третираат како странец и ми фалеше фамилијата, мојот круг на луѓе, другарите и искрено да ви кажам, се вратив поради тие причини. Така, претпоставам дека не жалиш за одлуката, нели? Не. И дека си задоволен Ни малку. Да, ама веројатно тоа искуство од таму ќе ти биде онака. Тоа искуство ми е животно искуство, животен пат кој ме води. Понатаму. Еден добар факултет во пракса, јас би рекол, буквално. Да, искрено да. Колку имаш поддршка од сопругата за ова што го правиш? Најголема поддршка имам од сопругата, од фамилијата и без нив, без моите поддржувачи као механичар, да тргнам механичар, другари, пријатели, моите спонзори, тоа е една екипа голема, еден тим голем, кој што ова победа ја делам со сите нив. Ова не е само моја победа, тоа е заедничка победа, затоа што без нив ова немаше да биде возможно. Стварно имам голема поддршка. Еве сега последната, извини што ме прекинав, последната трка на Серес ми дојде од Штип преку 60-70. Стварно? Мои луѓе, да. Значи автобуси не се носат само за избори. Да ми дадат поддршка и тоа ми значи многу и тоа ме прави ми дава мотивација за да продолжам понатаму. Браво, тоа значи па од друга страна дека ти си оставил лице кон тие луѓе за Да, тоа е најбитно, да имаш лице, да имаш поштовање и луѓето ти враќаат со добро. Така, да има нешто врска со сопругата со ова што го работиш или не, сосема во друга сфера? Не, сопругата е со мене и работиме заедно. Аха. Да, тоа е заеднички бизнис, работиме заедно, исто и она е вработена во Мобилара, си држиме смена, тоа е тоа. Супер. Заедно сте на смена или посебно? Не, посебно. Посебно не. Заедно не. Една смена, па втората смена другиот. Не се меришиме кога сме заедно баш. Подобро посебно. Да, како е кога се работи со партнерка? Кога си на работа колега и приватно нели Не, искрено супер добро се слагаме, се во ред, окей. Сопругата си држи смена, исто така јас си држам смена, некогаш сме заедно на работа, кога има сервис во Дукинот 7 по цел ден и така. Ти си дојка што ги сервисира? Јас ги сервисирам телефоните. Како научи? Сам. Сам, стварно? Сам научив. Ти се расипал нешто телефон па чепкаш или она наменски зема? Не, кога отворив Дукинот, почнав да работам сервис и научив сам. Да. Интересно. Не сум бил, за тоа не сум бил на курс. Тоа сум го научил сам. Да. Добро, интересно. 2 годишно детенце? 2 годишно детенце. Машко, жецко? Машко. Сега е и второто на пат, девојче. Здрави и живи за 1 месец. Треба да имаме приново. Ќе ви биде повесело. Да, ќе ни биде многу весело. Ќе ви биде многу весело. Како реагира синот? Те препознава ли вака кога си во дело, кога си на трка? Знае ли што прави тато со моторот? Синот многу добро знае што прави. Да. Ќе ви пуштам некои видеа да го гледате се радува, да реагира? Многу се радува, многу и цело време брчи, се му е во глава му е цело време брчиња и мотори. Почна пред 2 години да наполни пред 20 дена, 30, почна сам да го пали моторот, да дава газ. Кој мотор? Твојот мотор? Мојот мотор, Стварно? да. Мојот, ќе ви пуштам видео, ќе видите сами. Мојот мотор го пали сам, го гаси, дава газ, значи подобро да вози мотори отколку некои други полоши работи да прави. Така. Тоа значи дека ќе имаш ти наследник. Веројатно. Дај Боже. Ако му трае таа Ако јас не можев да почнам на порано да се надпреварувам, барем нека има некој што ќе може. Така си е. Затоа реков, мислам дека твојата приказна ќе биде една убава мотивација за оние кои што можеби немаат можност да прават работи кои што ги сакаат, меѓутоа нели малку повеќе труд и веројатно ќе може да се успее да се стигне до тоа. Треба ли понекогаш да се има среќа во некои ситуации, во некои потези кои што ги превземаме? Во делот на остварување на успех, во реализација на својот сон. Да, среќата е многу важен фактор. Во многу ситуации е потребна среќа. И во трка, и во бизнис, и во се. Но треба да се има голема вера. Јас многу верувам во Господ и
фала му на Господ, тука сум кај што сум. Така. Следни предизвици? Следни предизвици, следна година ќе биде многу посилна година, бидејќи ќе се надпреваруваме во повисоката класа и ќе имаме прилика да се надпреваруваме со најдобрите во Европа. Се надевам ќе биде се во ред и ќе гледам да ја донесам титулата дома. Така е. Препоставам дека Штип е горд како град, нели градот, луѓето горди се на тебе. Имавте едно дефиле, ако може така да се каже, со моторите, кој што се случи неодамна. Живее ли овој спорт во Штип? Многу. Да? Многу. Па тоа беше шампионски круг кој што се одржа на 25 октомври по повод 2 титули освоени ова година, државни шампиони, помалку европски шампион. Се собравме многу мотори, дојдоа и колеги од патеката, дојдоа колеги од цела Македонија со многу мотори од Штип и правивме дефиле низ центарот на градот околу реката Отиња, потоа се стациониравме на градскиот плоштад каде што ги изложивме двата тркачки мотори и имаше стварно многу луѓе, многу сограѓани кои што дојдеа да видат како изгледат едни тркачки мотори. Исто така градоначалникот Иван Јорданов ми ја даде неговата целосна поддршка, дојде и исто така ме поддржува низ целата сезона. Препоставам дека многу е важна таа поддршка, не? Многу е важна, Зборуваме и за финансиска поддршка. Да, и за финансиска поддршка, и за морална, многу е важна. И многу сум горд и среќен што имам такви луѓе околу мене, што ме поддржуваат и што се цела година зад мене. Така. Многу ти благодарам за денешното гостување. Посакувам да ни раскажуваш и за светски искуства и надпревари. Да, и верувам дека со овој ентузијазам дека сигурно и тоа ќе биде. Како си помина? Пред емисија рече има малце трема. Супер. Па искрено да ви кажам, немам многу големо искуство пред камери, но еве мислам дека беше се во ред и ми беше стварно окей и задоволство да разговарам со вас. Така беше супер соговорник, за тоа воопшто да не се двоумиш. Ти благодарам многу и да се гледаме за убави работи. Фала, благодарам што ме поканивте. Да не дојде со моторот Штип? Не. Добро. Многу е ладно. Да провериме. Фала ти што еднаш. За крај ќе го слушнеме на Лозано. Уживајте, останете на сито и се гледаме утре во 10 часот во живо со магазин.